и во Брисел и овде во Македонија можеме да испратиме истата порека, дека Македонија доследно работи на реформите и дека ги исполнува сите услови за членство во НАТО. Со задоволство сакам да информирам дека стратешкиот одбранбен преглед, кој денеска владата го усвои, успеавме да го завршиме во рок кој го поставивме пред себе многу амбициозно. После само една година од нашата работа како влада, од мојата работа како министер, од моите колеги во Министерството во одбрана, успеавме да го подготвиме клучниот документ која дефинира одбраната и нејзиниот развој. Стратешкиот одбранбен преглед е практично целата реформска агенда на одбраната на Република Македонија, а неговата подготовка е многу важен исчекор за гарантирање на нашата безбедност, но и за наше членство во НАТО. Со имплементација на реформите кои се предвидени во овој документ, Македонија ќе добие навистина одбрана по стандардите на НАТО. Ваквата одбрана ќе даде придонес кон вредностите на НАТО, нивните заеднички операции, меѓутоа пред се и над се, ефикасно ќе обезбеди безбедност и стабилност на државата и на нашиот регион. Последниот стратешки одбранбен преглед датира од 2004 година. Од тогаш до денеска предизвиците во одбраната се неколкукратно променети, а концептот не може да остане ист во услови на така промените закани и така променето обкружување. Новиот преглед е целосно усогласен со овие нови предизвици и бара високо ниво на модернизација и оптимизирање на ресурсите во одбраната. Во изработката на овој стратешки одбранбен преглед учествуваа навистина многу институции и поединци не само во Министерството за одбрана и армијата, и сакам да искористам оваа прилика на сите да им честитам за одлично завршената работа. Не беше ова констатација која дојде само од владата или само од мене. Ова беше констатација која со задоволство ја чув од сите НАТО експерти и од сите експерти на земјите членки на НАТО, кои помогнаа и го коментираа последниот материјал, последната верзија на стратешкиот одбранбен преглед. Македонија не ја чекаше поканата од НАТО за да ги почне неопходните реформи. Во изминативе 12 месеци посветено работевме и донесовме многу важни одлуки во насока на модернизација и подобрување на одбраната. Буџетот на одбраната го зголемивме и секоја година ќе продолжиме да го зголемуваме. За 5 години тој ќе се искачи на 2% од бруто домашниот производ и тоа како таргет на НАТО Македонија ќе може да каже дека го исполнила. Ги покачивме платите на војниците, со што го подобривме нивниот стандард и со кој почнуваме да создаваме услови за квалитетна и целосно мотивирана армија. Вложивме и ќе продолжиме да вложуваме во подобри услови и опрема за армијата. Сега го завршивме и стратешкиот одбранбен преглед и со нив ги поставивме темелите за долгорочен развој и модернизација на одбраната. Македонија ќе има армија каква што и прилега на земја членка на НАТО. Дозволете ми да ги кажам само клучните стратешки насоки и развојни политики кои ги дефинира овој преглед. Прво, првата цел на стратегискиот одбранбен преглед е создавање на модерна и флексибилна армија, која ќе ја гарантира сувереноста, стабилноста и интегритетот на Република Македонија. Овој документ обезбедува насоки за идниот развој и трансформација на армијата, за да успешно ги изврши своите одбранбени функции и да може Македонија да стане членка на НАТО. Ќе ја модернизираме армијата и ќе ги подобриме оперативните способности. А со тоа ќе овозможиме зајакната безбедност. Целите на модернизацијата ќе ги исполниме во рамките на овој концепт, кој што во рамките на стратегискиот одбранбен преглед го нарекуваме концепт на идни вооружени сили 2018 година. Структурата на армијата на Република Македонија ќе биде променета. Во рамки на овој концепт, организацијата ја дизајнираме со консолидиран број на команди и штабови, со многу јасна структура, со јасно дефинирани нивоа на одговорност, стратешко, оперативно и тактичко, делегирани овластувања на соодветно ниво наместо досегашната централизација, оптимална големина и целосна пополнетост на единиците. Со ваква организација ќе обезбедиме парите да одат таму каде што највеќе се потребни и во буџетот на одбраната.
Проектираната, например, или планирана бројна состојба во моментов, согласно поранешниот стратешки одбранбен преглед, изнесува околу 8200 активни персонал припадници, кои што никогаш досега не се целосно пополнети. Во моментот, од овие 8200 места систематизирани, секогаш биле пополнети негде околу 6600 или нешто повеќе војници, подофицери и офицери. Според новиот стратешки одбранбен преглед, ние предвидуваме да имаме целосна пополна на воените сили со околу 6800 припадници планирани, што значи дека сегашниот број на припадници на армијата на Република Македонија нема да се намалува, туку во иднина ќе се зголеми за некои 200, согласно со процесот на пензионирање и согласно новиот прием на припадници на армијата. Министерството за одбрана исто така ќе се реорганизира и ќе обезбеди подобро раководење, подобро оперативно менаџирање со овие состојби и фокус на клучните функции. А тоа се обезбедување на одбраната, обезбедување на стратешки одлуки и цивилна контрола врз армиските сили. Она што сакам да го споменам и што го потврдува стратешкиот одбранбен преглед е дека ќе продолжиме да ги спроведуваме принципите на соодветна застапеност на немнозинските етнички заедници, кои што се неколкукратно подобрени во однос на претходниот стратегиски одбранбен преглед, но сметаме дека и тука, и во поглед на родовата застапеност, можеме повеќе и подобро. Трето, буџетот за одбраната ќе се зголемува. Како што веќе кажав, нашата вистинска сила ќе се базира на високо обучени професионалци, но кои што ќе ја имаат и опремата која што одбрана базирана на НАТО стандарди ја бара. Придонесот на армијата во меѓународни операции ќе продолжи понатаму. Декларираните единици и состави на армијата кои се подготвуваат за употреба во рамките на мисии раководени од НАТО, од Европската унија или од Организацијата на Обединети нации ќе бидат во фокусот на процесот на модернизација. Значи, точно ќе се знае кои се приоритетите во овој процес на модернизација. Овие декларирани единици, согласно и овој стратегиски одбранбен преглед, вклучуваат лесна пешадиска баталјонска група, транспортни хеликоптери, специјални сили, инженерија, тимови за деминирање, воена полиција и основна копнена болница од ниво 2. Оценките на НАТО потврдуваат дека ова се вистинските капацитети кои Македонија може да ги понуди, може да ги подобри, но тие и во моментот може да се сметаат за борбено подготвени. Почитувани припадници на медиумите, почитувани граѓани, пред една година, кога Црна Гора стана членка на Алијансата како министер на одбрана на Република Македонија, им честитав и реков дека нашата цел е Македонија да стане 30-та членка на НАТО. Тогаш тоа звучеше како добра желба, меѓутоа денес, по само една година, тоа е реалност која што ние на дофат. Следната недела Македонија ќе ја добие поканата за членство во НАТО. За само неколку месеци, тоа значи дека Македонија веќе ќе ги започне процесот на ратификување на протоколите за пристапување и Македонија од тој момент ќе започне да учествува на сите состаноци на НАТО алијансата и да биде дел од Советот на НАТО. Само за неколку месеци добиваме шанса да бидеме на масата кога не се носат одлуките. Веднаш по добивањето на поканата на самитот во Брисел, очекуваме експертски тимови на НАТО да дојдат и заедно со нашите експерти да ја започнат работата за остварување на оваа стратешка цел. Клучната одредба во договорот на Северноатлантскиот сојуз гласи: страните се согласни дека вооружениот напад на една или повеќе од нив, било да е во Европа или Северна Америка, се смета за напад на сите. Тоа значи дека одбраната е заедничка, тоа значи дека поддршката се дава на сите и тоа значи дека нападите од секој тип се многу помалку можни и многу полесно со нив земјите можат да се справуваат. Во 2008 година ја пропуштивме шансата. Сега тоа не смееме да дозволиме да ни се случи. Следната недела на церемонија во НАТО во Брисел,
На Македонија ќе биде врачена поканата за членство, а со членството во НАТО, Македонија ќе стане членка на најголемиот и најмоќен воено-политички сојуз во светот. Членството значи безбедна иднина за граѓаните на нашата држава, но и сигурен економски напредок и развој. Бројките тоа многу јасно го покажуваат. Армијата е подготвена да го даде својот придонес како армија на земја сојузник во НАТО. Убедена сум дека и граѓаните на нашата држава ќе се обединат во остварување на оваа наша повеќе децениска стратешка желба и стратешка цел.